Ова се фотографии направени од небото над нас од влюбениците во астрономијата од Скопското астрономско друштво. Еден од нив ќе биде мој соговорник во оваа луѓе и места. По потекло од Србија, но студиите по хемија го донеле овде, во Скопје, каде што живее денес. Како студент, не ни знаел дека постои планетариум во Скопје, но од дете го обожувал небото. Една случајна средба пред 15 години ќе ја разгори кај него љубовта кон астрономијата. Денес, Радан Митровиќ е пасиониран влюбеник во наблюдувачката астрономија и член на Скопското астрономско друштво. Ова издание на Луѓе и места го снимавме во неговиот дом во Скопје, а ќе зборуваме за неговиот друг дом, а тоа е небото. Да, токму така, поради неговата страст, астрономијата, тој го смета небото за негов втор дом. Од секојаш сум бил можда малце чуден, ама се сеќавам и ден денеска како додека бев мал во селото, седев вака баш како што сега да седам на столче надвор и гледав небо, мислим. И секојаш ми беше преубаво. Гледајќи звезди, за мене не се секојаш исти, обично луѓе, па тие се секојаш исти, се секојаш се таму, да, но за мене се секојаш различни и секојаш имам некој тоа чувство дека нека ми повикува таму, дека као да сум таму дојден, така да понекогаш навистина мислам дека да, таму се навистина убаво чувство, ама нели викат доме таму кај се чувствуваш убаво. Оваа детска фасцинираност од небото и небеските појави вистински и посветено ја продолжил од кога се доселил во Скопје. Од овој период до денес оваа негова пасија расте и се развива во голема љубов кон астрономијата. Интересна работа дека јас на студии бев тука од 84 до 90, дека ја воопшто не знам дека за постојање на планетариум, никој да ми каже за такво нешто. Иако сум бил доста чест гости на МКЦ, на разни културни настани, некако не успев да дојдем во контакт со тие луѓе. И случајно, после од како што се доселивме тука, ќеркичка ми беше малечка и се отвори игротека и дури бевме таму, случајно се погодија тие дечки таму, пошто тука е близко планетариум. И едноставно ми се отвори целен нов свет. Од секој сум сакал да имам телескоп и да гледам во него. Мислим, до душе тоа време беа навистина многу скапи и недостатни. Немаше ни интернет не беше така како што е денеска. Така да само сознание дека имам телескоп на дофат на рака кој можам да користам и се сеќавам како денеска можда најдобар објект да се заразите со астрономија Сатурн. Кога ќе видите планета Сатурн со тие прстените околу него, готово е. Мислим, сте преминале за другата страна. Нема више назад. За себе и за пасионираните влюбеници како него во наблюдувачката астрономија вели дека се привилегирани да бидат сведоци на небеските феномени, но и на секојдневните појави на небото. Тој самиот е потврда дека ако љубовта кон нешто е голема, годините не се важни. Интересно е дека со наблюдувачка астрономија се бавам више од 15 години, а понекогаш се чувствувам како да ми е прв пат. Поготово кога е добра клима, добро ведро небо, имаме термин кој е енглески seeing или прозирноста или видливоста на небо. Кога е добро, работите се сосема поинакви таму. И без оглед на тоа што небото е релативно константно и тоа, меѓутоа секојаш има. Секојаш има или комета, или астероид, или супернова некоја да се види. Многу малку луѓе може да се пофалат, не само во Македонија, во поширок регион кои го виделе Плутон со телескоп. Да се види Уран, планета со голо око исто, многу малку луѓе знаат за такво нешто. Такви работи ме опчинува и секојаш ми е ново. Значи, не се сеќам дека некој сум отишол на терен, дека сум гледал дека ми било досадно. Тој е член на Скопското астрономско друштво од неговото основање. Негова обврска се телескопите и обуката на заинтересираните како се користат тие. Во зима се поретко се на терен, иако признава дека секогаш кога има голема видливост на небото, се трудат да бидат на терен со насочени телескопи кон небото. Јас сум задолжен во друштвото главно за баш тоа, за телескопи, одржување на телескопи и нивното користење, да се што повише луѓе научат да ги користат. Лично моја обсесија е наблюдувачка астрономија и највише што сакам е да си го гушнам телескоп, да земам звезда на карта поред мене
и да изберам објект кој што сакам да го најдам. Денеска во модерна техника дури тоа не морате да го правите. Денеска имате буквално со компјутеризирано све. Само излезете, поставите телескоп, позиционирате го и цело небо може да гледате 300 објекта, 500 објекта за едно вечер. Ја не уживам во тоа. Мени квантитет не е толку битен колку што ми е битно да нешто што е на небо да го најдам сам. И тоа не е никаков проблем. Тоа многу брзо се учи. И да уживам во него. Не ми е воопште битно толку да ќе да видам денеска 300 или 30 објекти. Мислам, тоа не е воопште битно. Битно и во тие 30 што ќе ги најдеш или 3 дури, да уживаш навистина во нив, да им најдеш некоја нова особина. Ја стално кажам, гледање е како и одење, тоа се учи со време. Значи прво сте се родиле, па учите да продите, па одите, па научите да трчите. Ја мислам дека се уште не сум дошла до фаза на трчање, се уште онака сум се разодел тек. А ваквите чекори се прават најчесто на отворено, во природа, подалеку од градските светла, но понекогаш и на температури под нулата, кога се следат конкретни феномени. Најубаво небо е всушност на зима. Најубави објекти се најбогати работи имат, можете се каже, визуелно представително зимското небо е поубаво од летното. Па не може да се каже некој па повише го сака лет. Меѓутоа сме биле некогаш на рекорднија на минус 18, ама не се издржува. Верувајте, тоа не е баш пријатно гледање. Значи сепак треба мал се да види при колку толку пријатна атмосфера, така да месеците негде од април, мај до септември, октомври се издржува, тек овака од ноември до февруар, март тешко дека можете да седите повише од неколку сати, така да не е пријатно. И само опрема, поготово ако е ладно, знае да замрзнува. Мада неретко одиме и зимата, ама барем еден пат и два пат месечно знаеме да отидеме, поготово ако се пратат некои настани. Еве сега денови имавме пратење на кометата Исон, која за жал више нема да ја видиме. Меѓутоа, тука ќе бидат некои други објекти. Очекувавме дека ќе не обрадува таа не само да се гледа со телескоп, ние очекувавме да се гледа и без телескоп, да биде визуелно добра за сите граѓани, меѓутоа сонцето ништо. Токму ваквите феномени кои се ретки се она што посебно ги возбудува влюбениците во наблюдувачката астрономија. Доколку сте сведок на некој редок феномен, тој сигурно ќе има посебно место во вашите астрономски спомени, вели Радан. Тука имат повеќе категории на возбудата. Можем слободно да кажем дека најголема е на што јас сум ја почувствувал, тоа е на затенување сонцето и тоа во 12. И за првото бев на Бугарија на Црното море, за второто бев кај Анталија, уште малце подалеку, едно место прекрасно место Сиде. Тоа е нешто што е на вистина, може слободно се каже, се граничи со спиритуално доживување. Не за џабе тој феномен ни предизвикува кај масовни хистерии, дури и страв кај необразовано население. Тука се кометите, тука се јас за жал немам никогаш видено во пријатели што било друштвото, поларната светлина и така натаму. Таквите настани за кои се обично се подготвувате со време. Така да тоа е нешто што знаете, доаѓа исчекување, па ви е страв дали ќе биде ведро или нема, пошто астрономија дефинитивно зависи од облаци. Ако имате, како год да имате прекрасен настан на небото, ако ви облација знаат да поговарат настан. Така да, во тој случај, да, исчекување знае да буде доста интензивно, да се плашите дали ќе имате ведро небо или нема. Така да немалку пати сме имале и разочарување, ама не тако малку пати сме имали и воодушевување. Последното што се сеќам беше баш лани на ноќта на 12-13 декември на метеорскиот дожд Геминиди, кој што знаевме дека ќе беше многу ладно, минус 11-12 беше кога бевме. Не издржавме повише од 3 сата, али за тие 3 сата возбудата беше доволно за да мислим дека со месеци вибрирав онака од среќа, натре што имав тоа чувство да видиш такво небеско шоу, што тоа не е баш ни секој годишно, ако не може да кажем во декада еднаш може да се случи дека некој може да види такво нешто. А за полесно да се наблюдуваат појавите и објектите на небото е потребно предзнаење, кое влюбениците како Радан од Скопското астрономско друштво несебично може да го пренесат на некои од нивните курсеви. Како друштво имаме почетни курсеви каде што прво учиме луѓе теорија да почнат да ги разликуваат објектите, затоа што нашето образование нема формално образование со астрономија, вие не може да добиете во Македонија. Нити бар некоја основа. Тоа што се учи во основна школа е толку мало,
што вие не знаете, колку луѓе не знаат астрономија. Мешат елементарни работи, не знаат што е галаксија, што е сончев систем, што е северница, што е планета. Мислим, тотално, стварно разочарувачки. Нашето друштво баш тоа го и прави. Едно од дейностите на друштвото е да се прошири тоа образование. Ние одржуваме курсеви во пролет, на пролет за почетници. Значи да се научат луѓе што е тоа основа астрономија. Тие што сакат да останат, тие што сакат да научат повише практична астрономија, доаѓаат со нас на терен, а терен е непревазиđен на учење. Колку год јас да ви објаснувам, дури планетариум е добар, а меѓутоа ако ќе излезете надвор, тоа е нешто сосема поинаку. Посебно задоволство за влюбениците во наблюдувачката астрономија како што е Радан е правењето астрофотографии. Се сеќава дека многу поголема била возбудата со првите телескопи кои ги имале пред 15 години, но и на привилегијата на техниката денес тоа да се прави на пософистицирани телескопи. Првите астрофотографии кои ги правевме беа на обична филм, не беше како денеска на дигиталните камери. И се сеќавам кога доаѓавме и седевме до рана зора, кога седевме пред филмските лаборатории у градот, се уште неотворени, како загарчиња седевме чекајќи да ги отворат, па чекајќи да се загреат тие хемикали, и колку беше возбудата кога прв пат ја сликавме Андромеда, колкава беше возбудата кога прв пат го добивме Сатурн со прстените. Добро, ние добиваме денеска X пати подобри фотографии. Мора да признам дека тогаш возбудата беше поголема. За да забележите нешто на небо ви треба една експозиција со многу повеќе секунди, дури минути, па заедно после собрано се тоа рачуна во сати, па дури во денови. Значи требате на една фотографија да соберете што е можно повише информација од некој објект, така да вие добивате рецимо галаксии, маглини, кои ги гледате сите овие преубави фотографии денеска на интернет. Многу од нив се сликани со астрономија материја. Нормално, оние фотографии кои се снимани од Хаббл и тоа нема премаз, тоа се слика со високо софистицирана научна опрема. Меѓутоа, оно што денеска го работат за материја, ништо помалку вредно, дури некои од нив се употребуваат и во научни срхи. За крај, неизбежно ми беше прашањето на кое и покрај развојот на човештвото се уште нема со факти подкрепен одговор. Дали сме сами и дали има живот и надвор од нашата планета? Лично мислам дека не сме и ќе го цитирам чувениот Артур Кларк, и да сме сами и да не сме сами, и двете идеи се еднакво застрашувачки. Да се биде сам во оваков простор е просто езиво, а што ако има други? Што ќе справиме со нив? И денеска знаеме во каков свет живееме и што сме правили ние со цивилизации по неразвиени од нас. Така да, јас лично се надевам дека има. И моја едина желба која би сакал до крајот на живот да ми се оствари, тоа е ајде да не идем толку големо да откриеме цивилизација друга, било која вселена, меѓутоа би сакал барем да се открие живот, било каде во вселена. Да со сигурност знаеме, да, таму има живот. Таа информација ми ќе ми значи многу, затоа што сепак мислим дека од тие два зла, да се биде скроз сам или да се биде еден од многу, мислим дека е многу полошо да се биде сам во целиот универзум кој е огромен. Зборувајќи за неговиот втор дом, небото, ја одјавуваме оваа луѓе и места од неговиот вистински дом. Следната ја најавуваме за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.